Светската здравствена организација постепено работи на корекција на јодниот дефицит кај населението и на решавање на светскиот сериозен проблем кај населението на јоден дефицит во организмот, кој доколку постои може да предизвика сериозни последици врз функцијата на тироидната жлезда кај луѓето. Стручни лица од Медицинскиот факултет од Скопје вршат испитувања кај децата од цела Македонија. Денеска присуствуваа во Кочани. Ние во Македонија сме јод дефицитарно подружје, према тоа за нас тоа е еден од многу сериозни проблеми на кој работиме од 1996 година. Имавме сериозни проблеми со јоден дефицит и податоци први од истражувањето во Македонија покажа дека струма, куша, како последица на јоден дефицит се јавува кај скоро 19% од популацијата. За решавање на сериозниот проблем направен е Национален комитет за јоден дефицит со програма преку која секоја година се работи и се остваруваат програмските начела и активности кои се актуелни. Со текот на времето, со многу организирани и осмислени и многу широки акции во Македонија, успеело да се постигне една корекција на јодниот дефицит кај луѓето. Новата популација, после уведување на јодна профилаксија 1999 година, тие деца, кои сега ги испитуваме уште еднаш да провериме каква е ситуација, немат гуша. Према тоа е еден голем успех за Македонија. Меѓутоа, прашање е сега да обстоиме, да ја сочуваме таа придобивка со активности кои мора да продолжат, бидејќи ако не внимаваме многу работи ќе закажат. А јоден дефицит знае да се поврати многу лесно во една земја ако не го следите и ако не преземате потребни мерки во континуитет на време. Од досега реализираните испитувања кај децата од 8 до 10 години, констатирано е дека практично нема јоден дефицит и не представува здравствен проблем, како што било пред многу години. Испитани се деца од 30 училишта во Македонија, од секое училиште по 40 деца. Испитувањата се вршат преку ултразвук и ехо на тироидна жлезда и земање на урина за анализа на јод. Препораките на лекарите во однос на јодниот дефицит се однесуваат на користење на јодирана сол во исхраната, а препорачаната дневна доза на јод е 150 микрограми дневно.